Членките на НАТО подпишаат договор со Македонија со што малата поранешна Југословенска република ќе стане 30-та членка на алијансата. Пишува Reuters, подсетувајќи дека ова било возможно откако договорот со Грција стави крај на 27 годишниот спор околу името. Три поранешни Југословенски републики, Словенија, Хрватска и Црнагора, веќе му се приклучија на НАТО, како и други три земји од Балканот, Албанија, Бугарија и Романија. Подсетува ова агенција, при што го наведува и предупредувањето на рускиот председател Владимир Путин НАТО да не се залака за поблиски врски со Украина и со Грузија, двете поранешни советски републики, кои исто така се спремат да се приклучат кон НАТО. За француската новинска агенција France Press, Македонија во средата направи чекор поблизу до членството во НАТО. Европската унија го поздрави овој потек за кој смета дека ќе донесе поголема стабилност на Балканот, но на проширувањето на алијансата во регионот му се спротивставува Москва, која го смета за дел од нејзината сфера на влијание, наведува оваа агенција, оценувајќи дека потегот на Македонија и тоа по приемот на Црнагора во 2017 година расфрли пердуви во Кремљ. Но според оваа агенција за многу земји што некогаш се наоѓале во советската орбита, членството во НАТО со гаранција за взаемна одбрана обезбедува добре дојдена полиса за осигурување против можни руски упади. За германската агенција ДПА подпишувањето на протоколот е клучниот чекор за Македонија. Овој потек ја овозможува на Македонија да учествува на состаноците на НАТО како наблюдувач, додека сите сојузници не го ратификуваат протоколот за пристапување, кое се очекува во 2020 година. Руската државна новинска агенција ТАСС пак ја цитира оценката на председателот на Комитетот за надворешни работи на Горниот дом на Рускиот парламент Константин Косачев, кој вели: подпишувањето на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО е повеќе символичен чин отколку практичен чекор, бидејќи малата земја не е важна на алијансата. Но фактот на незиното пристапување е важен за НАТО, со оглед на ќорсакот со Русија, што укажува на деструктивната улога на алијансата како реликвија од студената војна. Тој смета дека критиките на американскиот председател Доналд Трамп за НАТО одиграле улога во овој потек. Несомнено ги вознемири представниците на НАТО во Брисел, така што тие се борат да му покажат на Вашингтон дека алијансата добро функционира и се шири, смета рускиот сенатор.